Полицијата почесто да ги контролира угостителските објекти по полноќ со цел да се спречи присуството и точење алкохол на малолетниците, побара председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска откако беше презентирана информацијата за преземени мерки и активности од полициската станица од општа надлежност во текот на 2024 година на последната седница. Со Ѓоргиевска се согласија и дел од советниците и побараа помош од полицијата да се сузбие веќе вообичаената пракса малолетни лица да се забавуваат во угостителските објекти до 5 часот изутрина. Имате само 5 деца, фатени малолетни деца во локали после 12 часот. 5 деца можеби 5 возрастни може да видите во локали после 12 часот. Меѓутоа, малолетни 100% има многу. Што значи дека локалите после 24 часот не треба да ги користат да се посетени од страна на малолетни лица. Може би младите сега ќе се завретат против мене и ќе кажат, нели, вие председателке не мислите за нашата забава, меѓутоа факт е дека во ова наше општество, не само во Куманово и пошироко, баш поради непостапување на СВР, малолетните се имаат навика да се излегуваат во 11 часот до 5. И тоа е општо веќе прифатено. Па родителите се чудат што да им прават. Значи, нас ни треба помош од институции кои ќе реагират на теренот и ќе кажат ова е недозволено, не е според закон, вие не смеете да се наоѓете тука. И да ни олеснете во воспитувањето, усмерувањето на децата. Затоа што поради голем број на непостапување од страна на институциите, мислам дека општеството ни се претвори во хаос. Затоа би ве замолила една препорака на овие точки, ако имате соодветен одговор, да ми одговорите сега, особено за дрифтање, за мотокултиватори, за употреба на пиротехнички материјали неовластено, затоа што се сеќавам дека пред 2 години немавме огномет или огнометот задоцни на денот на градот затоа што СВР не беше дало одобрение на сектор за култура или не знам фондација. Значи општината може да си ги подчитува правилата, а граѓаните прават хаос. Председателке, се согласувам со сите ваши препораки. Има доста преземено од делот на сообраќај за овие мотокултиватори, за не сум сигурен точно со бројка, ќе известиме писмено за сите овие точки што ги и барање што ги укажавте. За овие огномети што ги се приведени, има некоја втора категорија појавено, дека не треба барање да се пушта до СВР Куманово, а дел од огномети се пријавени во СВР Куманово, кои се под лиценца на одредена фирма која го изведува ова. Точно е дека има повеќе неправилности, така да во текот на 2025 година заедно со превенција од одсекот за превенција при СВР Куманово ќе планирани се планови без за овие точки што ги наведовте и планираме да сите овие да се во намалување, односно да се спречи ваквото и насилно дивење по улиците и за приватните забави да бидат. Исто така и плановите што се за гостителските објекти ќе бидат зајакнати посебно за малолетните лица кои се после 12 или кои се точат алкохол после 12 часот. Особено загрижува многу честото и масовно присуство на малолетници и деца во угостителски објекти и нивна злоупотреба на алкохол во угостителски објекти. Во информацијата за 2024 година немаме податок за ниеден таков настан кој што е регистриран од страна на полициска станица или евентуално се преземени мерки и кон собствениците на угостителски објекти, но и кон малолетниците или нивните родители за превенирање и спречување на, знаете, на таа негативна појава која што после води во други
девијантни однесувања и кои што едноставно родителите не се во состојба да ги контролираат, бидејќи ако еден родител му забрани на неговото дете да, во наводници му забрани, го ограничи да излезе после 23 часот од дома, бидејќи е малолетен, он наидува на отпор и го прави родителот дека е против она што е вообичаено однесување на неговата генерација. Вие можете да помогнете и на семејството и да не биде после тоа проблемите настануваат во дисфункционални семејства, во семејства за запуштање на родители. Видите, ако постои тенденција некои работи да се прават, треба сите заедно да се потрудиме да ги намалиме.